Вега, друштвото за сметководствени и консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга во поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Аснам. Денесниот наш гостин е еден од ретките кој има гледана утакмица заедно со председателот Путин, еден од малобројните кој е изгласан персона нон грата во германската држава и еден од малобројните кој ја говори македонската вистина и е вистинско патриотско срце, македонско наше. Со нас е Ленин Јовановски. Здраво, Ленин. Здраво, ви благодарам за убавата најава. Благодарам и на тебе што си наш гостин. Ленин, живееме во едни луди времиња, ја би рекол, обкружени сме со таа лудост секој ден, каде што како да се докажуваме сите колку си ја сакаме Македонија, а живееме во Северна Македонија. И во тоа докажување кој колку повеќе ја сака Македонија, најголем губитник е Република Македонија. Кој е твоето видување на сето? Токму тоа што го каже големата иронија и самиот збор кој ќе каже некој дека ја сака Македонија зависи од човекот во која смисла ја кажува. Некој Македонија сакаат само за себе, некој сакаат да злоупотребат, заради тоа ја сакаат, некој ја сакаат за да искористат. Ја сакаат од некои ниски побуди и за некои лични победи, да кажем, кои што немаат врска и не се во интерес на државата и токму затоа државата се повеќе на некој начин гледаме пред очите дека ни тоне. Од толку многу сакање, кое што често пати се употребува само како флоскула, меѓутоа ако ги видите реалното кој нешто прави за оваа држава, ќе видите кој може би на вистина ја сака. Сметам дека најмногу ја сакаат оние кои што не им се дава баш многу шанса да можат нешто конкретно да направат во таа смисла. Не можете да кажете дека ја сакате Македонија ако не станувате и не ја пеете химната на Македонија. Ако не го почитувате државното знаме. Ако не го почитувате ова знаме што го имате вие на масата, сонцето од Кутлеш, кое што е најдено на овие простори, кое што први, колку што јас знам, а не знам дека некој ќе ме демантира, го употребуваме како символ, дека некој може да каже дека ја сака Македонија минута. Ако вие сакате да си го смените идентитетот, да работите под некои туѓи диктати, под бугарски или под било кој, во интерес на некој надворешен фактор, без разлика дали е тоа некаква унија, некаква друга држава или нешто слично, да удоволувате за тие интереси, а да ги погазите собствените, па дури и да го промените името на собствената држава и тоа да кажете дека е во интерес на државата. Тоа исто некој, како вам да ви каже дека ве сака, ама ве сака за да ве тепа, за да ве малтретира, за да ви искорне косата, да ве нарекува со погрдни зборови што сам ќе ги измисли, а устата ќе му биде полна се дека тоа го прави за ваше добро и во ваш интерес. Доста видовме од луѓево што само кажуваа ја сакаме Македонија, сега пред избори ќе видиме дека навистина сите ја сакаат Македонија и со животот и не знам што, меѓутоа кој колку ја сака се гледа преку делата, а не по она што го кажува во изборни кампањи или кога излезе на медиумите, него кој колку направил за оваа Македонија. Многу штета се случи од самото осамостојување, ако тргнеме.
со сите оние остапки што ги правеа нашите политичари на штета на самобитноста наша, на штета на нацијата, на штета на нашиот народ, на штета на нашата држава, историја, традиција, вредности што сме ги имале како држава со илјадници години наназад, беа показани за еден многу краток период, се во смисол дека тие прават нешто добро. И последново што се случува, дека најважното све за Македонија е да влезе во Европската унија и дека тој влез практично нема цена, ако треба ќе се преобратиме, ќе се смениме и како карактери, и како луѓе, и како традиции, ќе заборавиме на се, ќе се откажеме од име, ќе дозволиме да бидеме понижени и од знаме и од што не се откажавме за да постигнеме некоја цел во Европска унија која што како што гледаме од она што го прави, може да заклучиме дека сем празни зборови, навистина искрено не сака во низино друштво, инаку да сакаше ќе го направеше тоа, како што го направи претходно за многу други држави. Меѓутоа гледаме дека кога станува збор за Македонија, секогаш на некој ниво се подига некое прашање кое што прави конфликт помеѓу со некоја соседна држава. Ние сите мислевме дека проблем е само грчкиот спор, името, и дека после тоа нема да се случи ништо, и бидејќи немаше со години никој ништо против било што друго сем тој спор, меѓутоа видовме дека кога тоа се реши, се најде еден човек од Франција, Макрон, кој што измисли некоја причина за да може да се спречи отпочнувањето на преговорите, па кога таа работа заврши, се појави спорот со нашиот источен сосед, со Бугарија, која што е нова причина за да не можеме да влеземе во Европска унија, што кажува дека и јас заклучувам дека самата Европска унија не сака и не трујат со оној израз дека Грција употребила вето, дека имаме сега бугарско вето, што воопшто не е точно. Мислам, политичарите безобразно го лажат овој народ дека постои некакво бугарско вето и дека некојаш постоело грчко вето. Вето подразбира да при гласање одредена држава гласа против и тоа да не се случи. За нашиот случај не дошло никогаш до такво гласање за некој да го употреби тоа вето, туку сето тоа било однапред став на сите членки на Европската унија и тие сите стоеле зад она што го барала Грција, а не само Грција, исто како што сега стои зад она што го бара Бугарија, а не само Бугарија. Така да воопшто не станува збор за вето, меѓутоа ние сакаме некако не наведуваат, не концентрираат кон еден проблем, а всушност проблемот е Европска унија која што не сака да не прими онакви какви што сме, односно сака да не во еден дел сака да се уреди во делот на да кажеме правото, што сите ние тоа го сакаме, меѓутоа од друга страна има уште некои други моменти како што се нарушување на одредени традиционални вредности на кои што ние сме навикнати, на кои што не воспитувале нашите родители, нашите дедовци, дедовците на нашите дедовци и сакаат да ни наметнат нешто кое што сега е некаков, не знам, светски тренд кој што доаѓа од некаде и ви доаѓа некој од илјадници километри понатаму, па и да е поблиску до вас, меѓутоа во случајов се далеко од нас и ти доаѓаат дома, ти доаѓаат во државата и ти викаат вака ќе го правите тоа. Денеска до вчера сте ги учеле во образование децата на ваков начин, сега ќе ги учите на овој ние што ќе ви го кажеме. Си дава за право нивното добро, што го мислат они што го сметаат за добро, да ви го наметнат вас. Кои се тие нам да ни кажуваат ние внатре како ќе си ги воспитуваме своите деца. Децата се родени од родители, татко и мајка. Тие деца се на таткото и мајката, тие деца се воспитувани од таткото и мајката, таткото и мајката вложуваат во тие деца, трошат пари и замислете вие доаѓа некој што нема никаква допирна точка во развојот на детето, ниту финансиска, ниту морална, ниту традиционална,
и најнаш ви вели ова ваше дете ќе го прави тоа и тоа. Ќе се облака машкото во девојче на пример или девојчето ќе се облака во машко, ќе прават вака, значи тие ви го превземаат на воспитување детето без да вложат ни еден денар. Значи тоа е побрутално од турците кога земале данок во крв. Не знам колку народов го разбира тоа. Значи турците кога данокот во крв значи било земање на малите деца, машки кои што ги понатаму ги воспитувале во некој борбен дух, така наречените јаничари. Меѓутоа, бар во тој случај, тие си ја превземале понатаму врската. Го грабеле детето, го земале тој данок и го обучуваат и вложуваат во него и, нели, како што кажува историјата, испаѓале многу храбри или лоши, оние баш војнички духови од тие. А во случајов е уште пострашна работа. Кукавичко јајце кој да всадуваат во нас. Значи уште е пострашна работата, тие викаат ти ќе платиш све, ти ќе го створиш тоа дете, ќе го, а ние ќе ти кажеме тоа дете каква вероисповест ќе има, кога ќе може само да одлучува, кога ќе може да, како ќе треба да се однесува со во општеството, што треба да прави, каква ќе биде неговата сексуална определба, значи го насочува сосема во една матрица која што е апсолутно различна од она што е наша традиција, верување, убедување и е нешто, кажувам, нешто модерно, нешто наметнато и наоѓаат сега тука слаби пори во општеството, луѓе кои што се лабилни, кои што јас ги сметам дека дури се, ако може би се провери нивната психолошка состојба, ќе се открие дека и не се баш во ред. Јас, да не бидам погрешно сватен, немам ништо против личното убедување, односно личната сексуална определба, која што за секој поединец може да биде било каква, може да сакате кого сакате, може да сакате маж, може да сакате жена, може да сакате било што друго или да живеете со некој човек од испол, да го сакате, меѓутоа да тоа биде тренд, да тоа биде агитација, да тоа биде наметнување насилно, апсолутно сум против. Сексуалната определба, секогаш сум кажувал, треба да остане за затворените врати, тоа е интимна работа на секој поединец и секој тамо нека прави што сака. Не е тоа нешто за кое што ќе треба да се парадира и некој што треба да биде горд заради тоа што е некако сексуално определен. Се знае што се подразбира под терминот да се гордееш за нешто или да те прифатат луѓето дека си направил нешто па да се гордееш со тоа, е да успееш да направиш нешто. Не тоа како ти со кого сексуално се уживаш, туку да направиш нешто корисно за општеството, да успееш во науката нешто, да завршиш школа, да измислиш нешто и некоја иновација, значи да направиш нешто на што ќе бидеш горд, треба да е видливо и признаено од оние што ќе ти го валоризираат трудот, а не да бидеш горд заради тоа што имаш некаква сексуална определба, каква и да е, ќе кажам. Сеедно. Апсолутно. Објаснуваш некој идентитетски и вредностен карактер што е пред нас и кој нашата политичка елита ја има одбрано, кој нас ке не видоизмени, веќе ние сме видоизменети идентитетски обезличени, без никакво гордост и достоинство, со промената на уставното име, но од друга страна и овие вредностни карактери. А од друга страна, главните медиуми, исто така и целиот политички наратив е дека ни се сервира една шведска правна држава преку влезот на Европа. При тоа забораваме дека за нас Европа е Лерин и Благоевград, каде што нашите браке и сестри македонци немаат апсолутно никакви права. И тука е една иронија што ние живееме, но за жал, со честни исклучоци, нашите политички елити ова не го гледаат. Што можеш да им замериш или па што можеш да кажеш за нашите политички елити во овој контекст? Не е дека не го гледаат, меѓутоа се толку сервилни што
не сакаат искрено, како што кажав, да направат нешто за Македонија. Тоа нивно сакање е пред се, според мене, претераната желба за власт, па после се друго. Сите знаеме кои ги мести позициите во нашата држава и државите како нашава, кои што се мали, немакни и така натаму, дека влијанијата се големи и дека вообичаено не е секогаш баш така дека на слободни избори по волја на народот све се прави. Особено тука се изигрува и тој да кажам демократски процес кај што современите држави преку своите служби кои што имаат веќе огромно искуство и знаат како тоа да го изведат, си прават нормално експерименти во вакви држави како кај нас и тие лесно можат да инструираат било каква власт каква што ќе посакаат. Поголемиот проблем, може би чудно ќе звучи, јас не го гледам кај тие, да кажеме, така наречени политички елити, кои што гледаме во изминатиот период колкав е нивниот интелект со сето она што може да ги слушнеме медиумски и е малку, јас се чувствувам, а верувам и сите што малку од малку имаат некое свое достоинство и памет или разбирање, кога ќе ги слушнат како зборуваат, како говорат, дека им е срам и незгодно. Меѓутоа, за жал, еве тие успеваат некако да стигнат до тие позиции. Очигледно на попаметните луѓе по линија на помал отпор не се мешаат во тие друштва и не сакаат да се наметнуваат, не им е тоа на умниот човек, не му е стил да се лакта и да оговара, да обвинува други луѓе за да стигне до некоја позиција или да прави понатаму некакви отстапки какви што во изминатиот период, кажав, од самото осамостојување до денес, нели, прво го памтиме беше промената на знамето и ова прекрасен символ кој што е автентичен и кој што бил прв пат употребен и се употребувал и во поново време само во Македонија, па после нели почна да станува проблем. Од таа промена навака ние не видовме бел ден и од тогаш навака се бараат 1 милион отстапки и тоа што е најстрашното, што ние македонците, зборам како македонски етникум, дозволивме да цехот за некаков си европски пат го плаќаме само ние како македонски етникум. Значи, не на штета на албанците, не на штета на албанскиот народ, не на штета на србите, на босанците и на сите други, на ромите, кои што ќе кажам сите не предадоа во услови кога требаше да застанат со нас, ако веќе зборуваме за соживот и браќа, да ни дадат подршка или барем да се изолира од тој процес и да рекоа луѓе, ова е вие што го барате, се однесува на македонскиот народ во Македонија и ние ќе почитуваме нивната волја и тие што ќе кажат. И да ни се оставеше бар ние сами да решаваме. Меѓутоа, тие беа сериозна причина и подпомогнати, и ако ги гледаме и според гласовите, и според тие комисии, и според учество во влада, колку тоа лесно поминувало на штета на македонскиот народ и македонските национални интереси, ќе видиме дека тие не се покажа како наши добри комши, како наши добри соседи, како наши добри сонародници, да кажам, кои делиме иста земја. Со кои што делиме иста земја, земјаци како да кажеме, туку тие одеа од своите интереси. Да било што поинаку и да се ние не треба многу, ние знаеме како се реагира кога ќе се пипне во било што е што национално и тоа што кажеме е да кажеме дали е символ и на туѓа држава која што не е
не е во Македонија, или се работи за некој етнички интерес на една од малцинствата кои што живеат тука, како жестоко се спротивставуваат, па дури имавме и војна побудена од такви причини, заради тоа што некои сметаат дека им се повредени некакви национални права. Денеска вие ќе отидете ќе возите по Западна Македонија, таму се веа знамења на туѓа држава и нема никој никаков проблем со тоа, додека донесоа во законот дека ова знаме, кој што е автентично македонско знаме, не смее да се вее на отворен простор. Замислете, кој политичар си ти и со кое лице ќе излезеш и ќе кажеш дека ја сакаш Македонија и дека зборуваш за доброто на Македонија, ако над сопствениот народ му го направиш тоа. Значи, тоа се преседани и затоа тој Запад и таа Европска унија не гледа колку сме ние, да кажеме, за никаде, ајде, да не употребам друг збор, и како такви не сака во нивно друштво. Како и сите ние. Кој би сакал да седне на иста маса и да му дозволи да одлучува на еден таков идиот, кој што нема достоинство и не знае да си го заштити сопствениот народ и сопствениот национален интерес, оној кој што го плаќа, оној кој што го избрал да го застапува за тоа. Додека ќе даде поддршка на другите кои што гледаат дека се жестоки, дека се борат за тоа, дека се вредни и се способни дури да загинат, дека нивните политичари не прават компромиси под маса. Нас ни се, ајде да кажам, од тој политичкиот дел е една работа која што е многу битна и која што доведе, меѓутоа од друга страна и за големата плячка што се прави во државата. Значи, на очиглед на сите се прават такви преседани кои што ги гледа и Европа и светот и да кажеме и Америка, и кои што само е прашање кога има потреба да тоа го актуализира и да обвини, да стави дали на црна листа некој, или да им каже на нашиве обвинители или некој, мора да добија сигнал за тоа дека смеат, дека треба да го направи. Во меѓувреме, ја не знам од кај се најдоа толку пари, толку задолжување на држава за толку да се финансиски осиромаши држава, исто паралелно како што не осиромашуваат на национален план нас македонците, цела држава, вклучувајќи и сите други етнички заедници, не осиромашуваат и финансиски. И ова веројатно има своја кулминација, има свој врв и ова треба да престане. И затоа се надеваме дека нешто ќе се смени, ајде да кажеме демократијата дозволува избори, иако си имам своje мислење и за таа демократија, каде што сметам дека не би требало на секој човек да му се даде право на глас, ако тој не е доволно паметен, не е здраворазумен или неписмен или не знам што, да му дадеш право да одлучува за некој иднина за која што тој поима нема ни представа, не знае ни да ја види, ни да ја осмисли, ни да ја предпостави, него едноставно оди гласа како што некој ќе му каже, или апсолутно можеби и да не се изјасни. Значи сето тоа прави некакви последици. Не е, велам, демократијата за глуп народ. Значи таа демократија е за некое високо општество кое што напреднало на интелектуален план, кај што многу добро знае да препознае кој е глупак, кој е идиот, кој мисли добро на државата и кој не. А не слепо она што го кажа на почетокот, ќе ми каже дека ја сака Македонија и мене ми е тоа доволно. Види, слушнат се, кога го кажа дека ја сака Македонија, ако направил 300 глупости. И сега, ги ќе се појават на избори, истите луѓе кои што ја упропастиле оваа држава, кои што направиле таков зулум, кој што не знам искрено на кој начин и како ќе има и кој маш ќе се роди да поправа нешто и колку ќе успее да поправи, и истите тие луѓе без срам и перде на 300 излажани работи, кажани дека направиле нешто претходно, повторно ќе ти се појават и повторно во име
и под закрилата на демократија тие луѓе повторно ќе имаат некаква поддршка заради тоа што за нив ќе гласаат луѓето кои што се апсолутно дебили и оној помал број кои што имаат личен интерес, кој што ги оправдувам за нив, окей, определени се таму, имале, не знам, некаков било каков интерес од таа групација, таа политичка структура и во ред нека си ја поддржат бидејќи ќе сакаат нели интересот во тој смер да продолжи. Меѓутоа, кога зборувам за најголемиот проблем, го прават оние глупавите луѓе кои што не знаат да памтат, не знаат да направат проценка дека некој на вистина направил зло на оваа држава и дека тој никогаш више не треба да му се дозволи да се занимава со политика, да не употребам други, пак ќе кажам, зборови термини кои што може се малку по непристојни, али барем тоа може да го направат, на избори да се казне, пенкалото да го потребат како што треба. Меѓутоа, пак ќе кажам, за жал, многу луѓе ќе има кои што ќе гласаат заради брашно, шекер, 100 денари, 200 денари, заради радиодифузна такса, иако сето тоа после дебело ќе го платат од свој джеп, ќе го платат не само финансиски, ќе го платат емотивно, психолошки и сите оние проблеми што ќе се случуваат внатре во семејството и кога излезат надвор од семејството, заради тоа што е таква атмосферата, кај што ќе живеат во еден така наречен пекол, нема да бидат свесни зашто тие се глупи. И тие ќе мислат можеби дека и некој друг им е крив, ако така некој им каже на телевизија. И сега што се користи, ќе се лажеме уште не знам до кога дека ние идеме во Европска унија, дека тоа е главно прашање. Од друга страна пропаднавме финансиски, пропаднавме национално, изгубивме скоро се, за да стигнеме до тој пат, а уствари не знаеме ни каде е тој пат. Еве јас одговорно ќе, ако има некој храброст да седне да разговараме, да дискутираме од нив, да го прашам каде е тој пат и кој е пат и да ми објасни нешто за тој пат. Ви кажувам дека нема, него едноставно е научено европско знаменце, европскиот пат. Европска Македонија, ја сакаме Македонија, а друго се е спротивно на секој македонски интерес. Кажувам и државен за сите етнички заедници што живеат во Македонија, а страдален и посебно тежок за македонците како македонци во самата. Благодарам. Во овој контекст кој го опиша и во оваа ситуација која што ние се западнавме, каде што имаме од сервилни политичари до луѓе што не би требало да бидат во политиката, а се и се предводници на истата, како и негативната селекција што за жал владее, да нормалните луѓе воопшто не бидат присутни блиску до политиката, него гледаат да бидат на маргините на ова општество. Кога би бил ти во можност да можеш да направиш разлика и да имаш по луѓите на власта, знаејќи го ова ти што го знаеш, кои се решенијата вистински што мислиш дека се приоритетни за нашата држава сега, кои треба да се имплементираат, што се вика веднаш, за да се види било која разлика? Во Македонија, она што го кажав ти, што го споменав ја, сервилноста, оди во крајни граници, инаку во секој случај политиката подразбира да си политичар. Политиката подразбира да бидеш способен да непријателот го направиш пријател, а пријателот да го направиш и да го убедиш во она што е вистинска помош за тебе и што ти значи. Ако вие со еден седнете и разговарате и му кажете, абе, името, какво името сега, да не употребам нешто што било употребено. И ако ти самиот за името се однесуваш како да е тоа пиперки на пазар и дали ќе се прода за 30 или 50 денари, или дали ќе го викаш зелен пипер или не знам green paper, папер, ќе те
самите луѓе со кои што разговараш, преговараш и од кои што во некоја мера ти зависи иднината на државата, ти зависи како ќе функционираш како систем, тие ќе си ја тераат нивната агенда. И пак ќе кажам, ќе ги поддржат оние што цврсто стојат на својот став, а ќе го направат она како што е исто и во бизнисот, како исто и со воспитувањето на децата, кога имате повеќе деца со кое како воспитуваш, така ќе се однесеш. Она што треба да се направи веднаш, јас, например, сега мене, пошто ако ме праша, што прво би направил јас ако дојдам на овакво, ќе треба веднаш да се расчисти со ова што се случува во судството и ова што имаме во моментов луѓе кои што се обвинети за нешто што не го сториле. 27 е најцрната дамка во новата историја, која што ја поистоветувам како големите ликвидации после Асном, како пресметките на тогашните комунисти со сите слободоумни луѓето кои што биле интелектот на оваа држава, луѓето кои што се искасапени офицери, предводници, учители, некои од кои што сме требале да учиме, тие биле сите ликвидирани и сме обезглавени од тогаш и затоа е една од причините што ни се случува ова. Ние не смееме да дозволиме, прво заради себе, не да кажеме сега луѓево биле похрабри, влегле тамо, па направиле некоја белја и така натаму, па сега ајде да ги заштитуваме по секоја цена од некакви политички причини. Не, секој треба да стрне од себе да не му се случи истото нему. Не може да бидеш испровоциран од некого, да направиш нешто дури и да го прекршиш законот и наместо да одговараш за тоа што ти го направил, да ти налепат некаква терористичка налепница со која што ќе добиеш драконски казни од 15-20 години или не знам еден куп кој ќе се соберат и да ве бираат вака и онака. Еве гледаме луѓето, адвокатите што ги бранеа, како биле безгласна буква и дека тоа си е све фино намонтирано, како кажа процесите од едно заборавено време. Тоа не смее да се дозволи, тоа е првата рак рана и најголемиот проблем на државата. Ако се среди дека во оваа држава ќе има почитување на законите и правда, за она правда што нели многу свирка, многу вика, многу прави, па дојдоа на власт и ја направија каша попара. Значи, да се почитуваат законите, такви какви што се, и да има правда. Прво, тоа треба да се направи во државата, а тоа понатаму ќе следува да имаме една ние нормална, уредена држава, каде што самиот закон и постапките како систем ќе функционира превентивата против корупцијата, криминалот и се она понатаму што ја прави, што се слабости на државата. Треба да се почне од таму. За жал, ние лутаме во таа желба да влеземе во Европска унија, заборавивме и на финансиската стабилност на државата, заборавивме на политиката, на политичките вредности, на националните вредности и се тоа ни промакна, а најмногу од се, кажав, заради тоа што мислам дека се е од оние што го контролираат и што го спроведуваат законот. Законот може да биде и недобар, тој може да се прави, да се прилагодува, меѓутоа се додека постои, треба да се почитува и да не се стави моќта на власта во функција на политички пресметки и да ние во оваа држава де факто, и тоа ќе се докаже сигурно на меѓународниот суд, дека имаме политички затвореници монтирани и тоа во европскиве земји, во современиве земји се работи кои што се неопростиви. Јас се надевам дека
ова што го гледа меѓународната заедница, што се случува во тој дел, дека сигурно го дели мислењето со ова што го кажувам, и јас, еве да кажем, можеби меѓу првите кои што се огласив уште тогаш и кои што сите бегаат да разговараат околу случајот за 27-ми, оние што имаа спротивно мислење на она што се лиферуваше тогаш, останав сум до ден денес на тој став и верувам дека ќе се докаже дека луѓето кои што се во затворите се избрани по налог политички и им се монтирани пресудите, без да се земат во предвид никакви околности, никакви докази. Зборувам за делото што се судени. Дека има прекршување на законот, има. Ама еве, денеска ги гледаме. Гледате Франција, Италија, Германија, Брисел го гледате. Да. Гледате демонстрантите што прават. Со измет фрлаат по институциите, ги кршат со трактори полициските бариери. Полицијата е немоќна во револтот на луѓето што го прават, па ниту ќе има некој ќе одговара за тероризам, а е многу по-агресивно, по-лошо, геве го гледаме секој на телевизија, од она што го видовме во нашиот парламент, кога влегоа и кај што настрада одредени политичари, зашто, да кажеме, еве, изразувам жалење, настрадале, се случуваат работи да во животот некој те нападне, бидеш истепан, меѓутоа истиот да го сврстиш на монтиран процес и да го осудиш 15 години е стварно лошо, непримерно, и тука нашата слика за Македонија како правен систем, кој што е клучен за влез во Европска унија, нема да помине, и нека не лажат дека е битно бугарите да влезат во уставот, ако вие имате политички затвореници. Значи, го гледаат тие токму заради тоа не сакаат во нивно друштво. Го започнавме разговорот со фактот дека сите ја сакаме Македонија, меѓутоа живееме во Северна и никој вика не обраќа внимание на да следи политичката волја на македонската нација изразена на референдумот на 30 септември 2018 година. Каков приоритет би ставил на оваа тема да си во можност тоа да го правиш? Па еве, јас прво да кажам, можеби ќе звучи политички, меѓутоа во опозицијата гледам најави дека во тој дел има сериозен фокус да направи нешто во врска со тоа, бидејќи волјата на народот е изневерена со самата промена на името, да не кажам и за се она претходно што зборувавме од промена на знамето па навака, и дека и европските вредности конечно треба се докажат и во Македонија со искористување на демократското право, каде што власта ќе треба да дозволи на народот да се изјасни за она што тој сака да му се случува во оваа држава и како сака да прави. Вклучувајќи го и знамето, вклучувајќи го и името, вклучувајќи го и она се што се случува внатре, да не е тоа некаков диктат од страна или во интерес на оние надворешни политички сили кои што имаат некакви други замисли за Македонија и аспирации. Мислам дека многу е решливо, ништо не е вечно. Кажав дека без разлика што не убедуваат дека тоа биле меѓународни договори, непроменливи договори, договори меѓународни сигурно се случувале низ историјата кој знае колку, империи владееле кој знае колку, носеле правила, закони, устави на територии кој знае колку, па сето тоа со текот на времето имало своји процеси на менување. Така да мислам дека македонскиот народ
треба да се праша за собствените и македонските национални интереси. Сите граѓани на Македонија треба да се прашаат за интересите на што ги тангираат во Македонија. И мислам дека најсилната алатка е изразувањето на волјата на народот. И колку и да некој политичар има желба да угоди на било кое надворешно влијание за поинаку да биде во Македонија, нема да може да го направи тоа доколку дозволи народот, иако тоа е волја на народот. Затоа кажувам дека се е менливо, менјавме многу работи, уставот се измени мал милион пати, се потпишувале вакви и онакви договори, се почитувале, не се почитувале, значи се е возможно ако се сака да се направи. Јас имав уште на времето зборував, уште кога беше актуелно за тоа околу името и кажав, значи јас ако се прашувам и што е едно од првите приоритети преска ако го споменав правосудниот систем дека е најбитниот елемент и на врвот од пирамидата за функционирање на државата, исто така еден од првите приоритети, како што кажав, е ослободувањето на политичките затвореници, така и е прашањето, дури би го ставил тоа на исто ниво и со прашањето на промената на името, идентитетот и се она што не понижува нас, дури ќе кажам името е по-малку значајно во споредба со сето она што македонскиот народ врз основа на промена на тоа име е натеран да трпи и да биде понижуван во собствената држава, замислете. Мене ми е сеедно како ќе ме третираат во некоја друга држава, ако не сум задоволен со својот третман, нема да ја посетувам таа држава и нема да сакам да имам никаков контакт со нејзе. Меѓутоа, да ве натераат тука, да ви кажуваат овој символ смееш да го користиш, овој не. Во историјата ќе го пишуваш тоа, ова нема да го напишеш. Ќе се викаш вака, ќе си менјаш документи и сета она лакрдија што се направи сега, што ја гледаме како последица од колку тоа било направено на еден непромислен начин, на еден глупав начин, на еден неписмен, кога луѓе кои што кажав немаат поима од политика и од водење на држава, ќе им дадеш функција и ќе направат таков кармакараш во кој што многу тешко ќе излезеш. Меѓутоа, сепак сметам дека не е се изгубено. Сметам дека една нова политичка сила што очекуваме да дојде и да има промена на власта, која што сериозно ќе се зафати со овој проблем и ќе го реши. Она што сакав да го кажам, јас кажав, во Македонија ние ќе си се викаме онака како што сакаме. Нашите документи ќе гласат онака како што ние ќе си одлучиме. Тоа можеме да го направиме. И тогаш тоа го агитирав јас. Оние земји што нема 100 и нешто земји признаено под уставното име, ќе си останеа да комуницираат со нас под тоа уставно име. За Обединетите нации ќе се определеше одредено име кое што ќе се користеше во Обединетите нации, а во најмала рака Грција нека не викаше како што сака. Па, кога ќе отидевме тамо, нека не ословуваат како што сака. Ке имавме некаков документ и така од осамостојувањето одевме со некакви листи што ни ги подпишува, па нека не подпишува тамо дека сме ние мајмуни на држава не знам, мајмунска некоја и кој сакаше да се подпише на таков документ, нека си одеше тамо. И тоа така требаше да се реши. И од ерга омнес испадна вулгарно ерга гомнес целава работа. И кажав, толку е тоа неуко, непрофесионално и некоректно направено, што ние, кај што истрпевме еден куп последици, допрва ќе ги имаме последиците, а замислете, немаме ништо од тоа. Немаме ниту еден промил чекор напред или она што го кажува се во име на Европската унија дека сме блиску, еве договорите, па имавме дека почнале, па имавме дека
допрва ќе почнат, па ќе влеземе, па сега се залажуваме со некои датуми, ќе влеземе во Европската унија 2030 година. Знаете колку ме интересира кога ќе влезам во Европската унија? Воопшто. Еве нека е тоа стратешката цел, немам ништо против. Значи, окей, влегуваме во една уредена заедница кај што можеби ќе има многу предности. Меѓутоа, не може на една држава тоа прашање да биде над секое друго. Значи, не може државата да се финансиски осиромашува, да се злоупотребува политички, за се во име на некакво доближување кон Европската унија. Значи, тој процес нека си тече, меѓутоа дајте луѓе да си го средиме судството, да си ги средиме финансиите, да се намали корупцијата, да видиме ние како држава, како македонци, што сакаме. Како сакаме да се воспитуваат нашите деца, ќе ги прашаме ли родителите? Ќе ги прашаме ли професорите? Или само ќе дојде некој на политичка сцена, ќе бутне некој проект за кој што земале пари и ќе рече од утре да го спроведувате. Што сме ние? Заморчиња, експериментална држава, си прават со нас експерименти, а влечеме толку долги корени, се сметаме за потомци на Александар Македонски и навака, и се ни поминуваат овие работи онака лесно, и со овие, пак ќе кажам, некои нема да ми замерат, пошто знаат дека се глупи политичари, и тоа ќе им го докажам у секоја дебата без никаков проблем, дека појма немаат ни од политика, ни од ништо, дека евентуално имаат можеби некои лични интереси, финансиски интереси, или пак доволно им е тоа што ќе се закитат со некоја функција која што не ја заслужуваат, што патем речено ќе кажаме некаква мана во сите, да кажам, политички структури, кај што овие некои гмизавци гребат до крв да стигнат до некоја функција и прифаќаат да бидат се и се што, иако не се кадарни тоа да го работат. Не сум слушнал некој да каже до сега да му понудат, не знам, директорска функција или министерска функција, да каже, јавно да каже, да, ви благодарам на довербата, меѓутоа јас не се чувствувам способен да го работам ова, бидејќи едноставно не знам да го работам. А кај нас луѓе приучени со кој знае какви дипломи мафтаат по партиските штабови, едва и чекаат партијата да им помине, да им победи, за да можат да се дограбат до некое место, и тие се луѓе кариеристи. Тој човек никогаш нема да има национално чувство, тој човек никогаш нема да ги цени луѓето како мене, заради тоа што јас никогаш ништо нема да побарам од ниедна партија, никогаш нема да побарам ниту една функција, никогаш нема да побарам, нити сум побарал ниту едно работно место за било кој, пошто мојата фамилија и поблиска и малку подалечна, сите се во приватниот бизнис. Никогаш не сме тропале на врата за некакви услуги да коленичиме, и нас тоа да ни биде приоритет. Дури партијата за која што секогаш гласам, одредени луѓе од таа партија ни направиле лична фамилиарна штета, меѓутоа не сум се откажал од таа идеја и тоа ќе го терам понатаму. Јас ме знаат луѓето дека сум деклариран, јас сум си по код, по убедување, по раѓање, по традиција ВМРО, и тоа не може никој да го смени, колку и да во таа партија можеби некојаш ќе залута некој политичар или негде ќе се добави до некоја функција кај што ќе направи нешто лошо на партијата. Затоа сме ние тука да правиме се што можеме нешто да коригираме, кога се работи, секогаш зборам, мене ми е пред се и нас се Македонија, македонското прашање, македонските национални интереси, и себе си се декларирам како патриот и се декларирам како македонски националист, меѓутоа националист, како што кажам, во позитивна смисла на зборот, не против никој друг. Сакам мојата нација да напредува, да биде достоинствена, да не е во ваква понижена ситуација, особено ние не сме дозволувале кога идеме надвор од државата
без разлика која власт била во Македонија, дали таа ја што ја протежирам левите или десните биле, не, seедно, кога сме излагале надвор од Македонија, очи ки скопаме на некој ако каже против нашата држава или против нашиот претседател, без разлика дали јас го сакам, сум го гласал или е мојата политичка определба. Тука внатре може да правиме што сакаме, меѓутоа едно на што најмногу замерам на македонските политичари што не направија една македонска платформа, што не се обединија околу виталните македонски национални интереси. Многу им беа посладки парите, многу им беа посладки функциите, отколку и да бидеш на власт, отколку македонскиот интерес. И затоа некој нека не ми кажува никој јас сакам Македонија или јас сум македонец поголем од не знам што и не знам жички, фаќање и вака онака, значи доста од муабети, доста се збори, политичарите треба си го направат тоа што ние ќе дадеме подршка. Ја не можам да направам ништо бидејќи немам алатки, немам инструменти. Мојот инструмент е кога ќе гласам, мојот инструмент е гласот кој што вие сега ми дозволивте да се обратам до вашите гледачи, до вашата публика, кај што ќе го ставам и јас на тој начин функционирам. Значи не е времето, ниту сега има услови да земеш пушка и да одиш во планине и да се бориш и да се утепуваш. Сега е веќе имаме некое друго, да кажам, ниво, некои други односи и секој ќе го прави она во кој што е најдобар за сопствената држава. Некој тоа ќе го прави на овој начин, некој на друг, секој како што може. Меѓутоа, политичарите, најголемата грешка за Македонија ја имаат направено до сега македонските политичари, кои што не знаеа, не сакаа од пуста власт и пуста сласт за пари, да се обединат околу македонскиот национален интерес и посладки им беа некои други и туѓи интереси отколку своите. А штетата е голема, меѓутоа се надевам дека е поправлива, можеби не е 100%, можеби и не може се толку брзо да се случи, меѓутоа ако ние кренеме раци и ако се откажеме, ќе ја направиме најголемата грешка кон нашите предци и кон нашите поколенија. Ние сме генерациите кои што мора да направиме и да почнеме процес да го враќаме достоинството на македонецот и да во сопствената држава си се чувствува како рамноправен, слободен граѓанин, како и сите други кои што живеат во таа држава. Никој да не ни чепка по националното, никој да не ни чепка по традициите, никој да не ни чепка во бракот, никој да не ни чепка во децата. Приватно. Никого нема да му ги даеме нашите деца да ги воспитува како тој што сака, барем јас не. Значи нека се обиде некој, било кој проект или било која влада или било која институција, тоа е нешто за кое што нема компромис. Подобро да не живеам, да ме нема и да не постојам и да не го гледам тој слам и брам и блам и срам, отколку да дозволам моите деца да ги воспитува некој друг на некој неприроден за мене начин, нетрадиционален и начин за кој што јас сметам дека е погрешен за моите деца. Тоа е тоа. Благодарам многу што беше наш гостин. Благодарам што не следевте во интересен подкаст. До следното јавување. Да слушаме.